Денеска ќе присуствуваме на една промоција на книгата монографија 105 години од организираниот театарски живот во Струга. Сиот тој материјал многу тешко беше да се собере во неколку страници што се издава, но сепак се направи напор за да остане во историјата забележано дека во Струга од 1908 година па до денес се уште активно се работи на драмскиот аматеризам. Театарот е танатичен, живее во меморијата на гледачите, со нивната конечна смрт, но кога ќе забележат мемориите театарски во книги, таа веќе станува нешто друго, таа веќе станува дел од историја. Ова книга за организираниот живот на театарски во Струга е камен теменник за многу нови почетоци врзани со театарот. Знаете, често викаме аматерски професионален театар. Аматер и любов. Значи, тие што се аматерите со любов таму дојдени. Што не значи дека професионалците се без любов по театарот, но во секој случај се почива на ентузијазмот на Стружани. И сметам дека е голем чин и за Струга се. Мислам дека е важно да се направи дистинкција помеѓу театарскиот живот, овој за кој говориме, и скомрашкото минато. Тогаш за кој театарски живот говори. Тука ќе го искористам Питер Брук во една од поновите книги, говори, кажува една анекдота. 69 година во Ројал Шекспир театар се отвориле со Гленда Джексон и многу познати врвни глумци да истражува што всушност Шекспир сака да им порача, затоа што сметале начинот на кој е поставуван Шекспир на сцена е како археолошка ископка, се третира како мртов автор. И почеле да истражуваат со месец, без никаков надворешен резултат. За да еден близок пријател на Брук, богаташ од племско семејство, дојде на проба и каже: "Ја сум го гледал, чекај бе човече, најавни сме во светот, ти кажи во Закопане во Полска има еден човек се вика Гротовски и ова го прави 100 пати подобро." И вика, ние пошто сме богати, си го поканивме Гротовски да дојде во Ројал Шекспир театар да одржи семинар, работилница со
Гојдовски е истражувач од неверојатни размери. Аматер, и тоа аматер професионален е крајно дискутабилна и паушална подела, аматер со љубов, аматер, као професионалист да е без љубов, мислам. Проблематична е таа подела и затоа книгата се вика прекрасно организиран театарски живот во Струга. Не пише ни аматерски, ни професионален, него. Да се вратам на Питер Брук. Вика, моите глумци почнаа да работат неколку месечен курс со Гојдовски. Пола се откажаа вториот. Упорните издржаа 15. Најупорните издржаа до крај и си замина Гојдовски. И се прашува, дали тие станаа подобри актери откако работеа, или подобри луѓе? Не. Вика, Гојдовски дојде една полска земја, која некогаш била православна и полека е трансформирана во католичка, па покасно и комунистичка. И тој го потреба по својата мисла, да знае дека нешто битно фали во неговата земја и прави представи кои се всушност потреба по мисла, по изгубената мисла. Елизабетанскиот театар, кој јас верувам, Питер Брук, е друга наша граѓанска институција, во која публиката седи на безбедно, на своите безбедни столчиња, херово говори на сцената за своето интимно, подсвесно, кој комуницира со колективното подсвесно. Театарот за кој говорим во Струга и во оваа книга е овој не е прачи. Првиот во потребната смисла е граѓанска институција. Постојањето на таков театар говори за град, за градска свест, за култура, за однос према култура. Пазете, во книгата читам податок дека 30 години Владимир Санџаковски и Димитар Миладинов сакат да го постават на сцена двајца тинеџери сонот на смешниот човек од Достоевски. Самата идеја да се направи тоа е невозможна и невозможно да се случи. Се станува збор за град со силно развиена интелектуална свест. Сега дори разбрав дека има мал инпут руски овде, баш е работам филм на таа тема во Битола, но во секој случај станува збор за изразена градска свест, што е голема работа, многу важна. Градот живее со театарот, театарот ова звучи театарски центрично, но стварно е истина така. Као што кажав преска, представата моја живее онолку како што се живи луѓето што ја гледаат да ја паметат. Но кога ќе се напише една ваква книга, кога ќе ви се дај на увид што све, какви животи се тука запишани низ овие фотографии и наслови на представи, ова за вас станува една обврска како граѓани. Да го поддржите тој проект кој овие ентузијасти го прават, да ги разбудите институциите да му помогнат на тој, државни, градски, какви сакате, затоа што ентузијазмот, освен кај ретки случаи, како што е случајот со Христо, помалку трае. Треба се помогнат да произведат големи дела, особено што имате опрската заради исто крле и едно силно минато во театарска смисла. Јас толку би имал за почеток, доколку сакате да развијам покасно некаква дискусија, сум на располагање. Еве го главниот виновник, дека превземе он сега натаму. Благодариме на господинот Сашо за неговото прекрасно, сеисцрпно излагање. А сега, почитувани, во наредниве минути го замолуваме на писателот, нашиот Ристе Миладин, да ни се обрати со неколку зборови. Повелете, наш драг режисер. Нема многу да ве замарам. Најпрво ќе искажам голема благодарност и слава му на Бога што дојде и до ова, бидејќи и вашето присуство немаше да биде овозможено ако не сакаше тој, ниту Сашо ќе дојдеше ако не сакаше тој. Сето ова што е собрано во неколку страници во ова книга монографија 105 години организиран театарски живот во Струга, сигурно представува една многотрпна работа, да се тоа све собере, да се бараат подписи, изјави, фотографии и така натака. Но, со голема љубов и помош се разбира од најблиските, најповеќе од моето семејство, што мораа да ме трпат,
да отсаствувам од дома од тие 24 сати, скоро 20 не сум бил дома во денот, за да ги стварам тие театарски збеднувања во Струга. Изразувам голема благодарност до сите вас, до Сашо што се одазва на нашата покана да говори за овој проект, до Центарот за култура што го овозможи ова промоција, до Министерството за култура што го помогна овој проект да се оствари, печатницата Ирис и сите оние се разбира да не набројувам сега, што секако беа добри соработници мои. Повеќе нема што да зборувам, верувам дека од самите страници која ќе ги прочитате, ќе се препознаете кога сте биле помали, кога сте биле повозрастни и постари. Благодарам.